Каква е состојбата со ковид во државата? Имаме ли и каков сој е активен, колку време трае, но исто така ќе ја отвориме и темата мајмунски сипаници. Портпаролот на Комисијата за заразни болести, доктор Злата Мехмедовиќ е нашиот гост. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Од една на друга тема, иако се пишува многу и за едната и за другата, актуелна е особено на социјалните мрежи, па ајде да фатиме со ред, докторе, каква ни е состојбата со ковид? Ја би рекол дека е стабилна и дека воопшто нема причина за било каква паника. Тоа е генерално и ставот на Комисијата за заразни болести, дека се работи за вообичаена, би рекол дека од домакинета болест, која што ќе ја гледаме од период на период, по помала или по голема бројка, да биде присутна помеѓу популацијата со оглед на тоа што вирусот постојано еволуира. Тоа се случува и во последно време, кога гледаме дека вирусот има една конвергентна еволуција, се менуваат одредени делови од генетиката на тој вирус, што го прават полесно инфективен и го прават полесно врзлив за рецепторите во човечкиот организам. Затоа го гледаме овој пик во текот на летото, кој што не е само пик кој што се гледа во европскиот регион, се гледаат и во Соединетите Американски држави драстични промени во бројот на заболени од ковид. Да, и во соседството. Меѓутоа, она што е исклучително важно и ние го следиме е појавата на така наречени сериозни акутни респираторни инфекции или САРИ. И податоците кои што ги добиваме од Институтот за јавно здравје укажуваат на тоа дека немаме зголемување на тие тешки форми на болести кои што се поврзани со COVID-19, што ни дава за право да сметаме дека ситуацијата е далеку од она што го гледавме во минатото, кога беше во прашање ја пред се би рекол слабиот имунитет кој што го имавме или никаквиот имунитет кој што го имавме кон COVID-19 како нов вирус и ново заболување. И сега после 4 години можеме да кажеме дека и преку вакцинација и преку прележување на болеста стекнавме имунитет кој што вирусот секако не го прави послаб, меѓутоа нашиот имунитет е доволно силен да се бори со него. Докторе, често изјавувате дека кога нема хоспитализација, тоа значи дека состојбата е под контрола, нема простор за паника. Матичните доктори постојано апелираат изминатиот период, доколку не чувствувате посебна потреба, не доаѓате преполни се амбулантите со ковид пациенти. Тоа ли е потребно за да речете дека состојбата е под контрола кога немаме хоспитализација, дали е тоа главниот импут по кој што одредувате и кога имунитетот во прашање го споменавте, велите сега го стекнавме имунитетот, ќе го стекнуваме или повеќе со оглед на тоа дека велите веќе имаме одомакината болест? Ние го стекнуваме имунитетот во континуитет. Значи не само симптоми, туку и асимптоматски може да се стекне имунитет од болеста, бидејќи се работи за вирус кој што кажав постојано еволуира и секоја нова варијанта со која што ќе бидете инфицирани практично ќе го засили имунитетот. Воедно мораме да кажеме дека постојано се прави и апдейтирање на вакцините кои што се користат за COVID-19. Ги препорачувате ли? Се уште Комисијата за заразни болести стои на ставот кој што е епидемиолошки коректен став да вакцинацијата има предност во однос на прележување на болест. Секогаш треба да го дадеме. Кого препорачувате во секогаш се први на листата ставени лицата кои што имаат над 65 години, пропратни хронични болести или ако имаат повеќе хронични болести, имунокомпромитираните лица и секако здравствените работници. Како се манифестира сега со оглед на тоа дека велите постојано мутира нови верзии, веројатно нови варијанти ќе гледаме и во следниот период? Се стабилизира состојбата во однос на симптоматологијата. Веќе подолго време во ерата на Омикрон не гледаме промена на симптомите, се работи за горни респираторни проблеми, обично течење на носот, црвенила на лицето, конгестија на дишните патишта, некогаш може да се јави кашлица поради таа хиперсекреција која што се јавува во дишните патишта, особено во горните респираторни дишни патишта. Потоа може да се јави фебрилност која што е исклучително ретка и евентуално тешката форма на болеста која што, како што кажав уште еднаш, како резултат на целиот оној акумулиран имунитет кој што го гледаме помеѓу популацијата, многу ретко ја гледаме овие денови. Би кажал дека информациите од инфективната клиника се дека практично 99% од сите пациенти се третираат амбулански. Тоа го кажавте вие, впрочем, кога е во прашање амбуланското прегледување кај матичните лекари. Меѓутоа не гледаме, како што кажав уште еднашка, тешки хоспитализации, потреба од кислородна поддршка и најчесто оние кои што се инфицирани и таму каде што имаме тешки форми на болеста, кај нив практично влошувањето на состојбата е резултат на примарната болест. Имавме две состојбе такви. Сега
Токму тоа сака да го кажам, значи таму во таквите случаи имаме примарно тешко, акутно или хронично заболување, кога причината за практично развој на сериозна тешка симптоматологија е примарната болест, а не COVID-19 како полно развиена болест. Во поглед на заштитата, со оглед на тоа што велите и асимптоматски се создава некаков имунитет, тоа значи дека и асимптоматски ако се помине болеста, дека сме заштитени и сега во овие форми кога е поблаг ковидот, тоа значи дека повторно развиваме одреден период на заштита. Многу зборувавме за тоа во ковид пандемијата, па беше актуелно доктора да проверуваме антитела, па до кога траат антителата, па се зголемуваат, не се зголемуваат. Се менуваат тие ставови, значи никогаш не беше трајна препораката да се проверуваат антитела. После тоа се проверува антитела пред да се вакцинираат луѓето, што беше апсолутно непотребно. Едноставно, акумулацијата на имунитет е она што не доведе до оваа состојба во која што сме денеска. Како популација, како зборам популација на светско ниво, генерално како човештво, да имаме толку добар имунитет, што практично вирусот кој што уште еднаш морам да потенцирам, не значи дека е послаб затоа што постојано еволуира тој вирус. Не е доволно силен да се бори со имунитетот кој што го имаме ние создадено. Да гледаме зголемување на бројот на случаи кои што имаат одредена симптоматологија, но не гледаме зголемување на бројот на случаи кои што имаат тешка клиничка симптоматологија, имаат потреба од хоспитализација, поддршка од кислород или, не дај Боже, од вентилација, механичка вентилација, која што е крајната опција. Ако зборуваме веќе за некој нормално очекување на зголемување на бројот на случаите, дали тоа значи дека за некои 2 недели со стартот на учебната година, горе-долу 15 септември, може да очекуваме и пик на ковидот? Минатата година мислам дека беше прилично слична состојбата. Имаше еден благ пик во текот на летото, кој што подосна не се преведе во интензивен, силен пик во текот на есенските месеци или во текот на септември, кога почнува училишната година. Оваа година не можеме да предвидиме со сигурност како ќе биде. Кажав дека имаме нови варијанти кои што имаат потенцијал да го заобиколуваат имунитетот и да развијат симптоматологија, но тоа не значи дека во текот на септември месец ќе имаме драстично зголемување на бројките. Не значи, не можеме да кажеме со сигурност дека нема да ги имаме, но она што треба да внимаваме е во есенските месеци, кога ќе треба да се направи превенција, пред се мислам на вакцинација со вакцината против грип, да обезбедиме доволно количини на вакцини кои што ќе овозможат и вакцинација на најкритичните, најризичните граѓани кои што имаат потенцијал да развијат тешка форма на болеста. Тоа се оние кои што претходно ги споменав. Да. Последици од ковид лекуваме се уште, така? Последиците од ковид се класифицирани во 3 големи групи. Првите се невролошките и тие се најдоминантните. Потоа се кардиоваскуларните, на крај следува тој мултиинфламаторен синдром, кога практично сите системи се... да биде спротивно? Не очекувавме дека ќе има толку многу невролошки пост-ковид симптоми или симптоматологија кои што ќе ги таргетираме. Меѓутоа, тоа е состојбата со која што треба да се соочиме и дефинитивно невролошките нарушувања се едни од најголем број од пост-ковид синдромите кои што ги гледаме во популацијата. Се зборуваше за како да ја наричаме сега поликлиника, клиника, која што конкретно само последици на ковид ќе лекува. Па го променивте ставот, сега велите треба одделенијата засебно да зајакнат и со капацитетно и со знање и го прават ли тоа сега реално? Можат ли да се соочат со последиците и верувам дека сега веќе ги следите светските трендови како се лекуваат последиците од ковид. Комисијата за заразни болести во 2022 година практично го донесе протоколот за лекување од ковид и во истиот тој период беше консензуално донесена препорака, не одлука, пошто комисијата нема извршна моќ. Беше донесена препорака да практично се отпочне со систем на зајакнување пред се на клиничкото здравство, за да може да се третира со еден таков мултидисциплинарен пристап секој пациент кој што ќе има потреба за било каков пост-ковид синдром кој што ќе се појави кај него. И затоа беа зајакнети практично сите клиники. Доколку внимателно ме слушавте, кажав дека се поделени во 3 големи групи сите оние пациенти кои што имаат пост-ковид. Последната беше мултиинфламаторниот синдром.
Тоа беше еден од клучните индикатори зошто сметавме како комисија дека треба да им дадеме можност на сите клинички гранки да имаат подеднаква можност да го третираат пост-ковид синдромот и практично беше набавена опрема. 2023 година беше ставена во функција на најголемиот дел од клиниките, не само во Скопје, туку и во цела држава, кои што пред се беа во делот на зајакнување на радиодиагностиката, која што беше исклучително сериозен проблем, а подосна и во делот на зајакнување и на интернистичките и невролошките оделенија и на пулмолошките оделенија, секако. Функционира Таа опрема според информацијата која што ја лично имам, нека комисија за заразни болести да поставена и истата е ставена апсолутно во целосно користење за не само за пост-ковид синдромот, туку за секоја дијагностика која што е потребна на соодветната клиника. Не само како комисија, како доктор, верувам дека се консултирате со колеги од странство, како тие пост-ковид последиците ги лечат и според истражувања, очекувања до кога ќе траат последиците од ковид, некаде прочитав дека тие би можеле да бидат и за цел живот. Некои одредени нарушувања кои што се јавуваат како пост-ковид. За да можеме дефинитивно да кажеме дека ќе траат како цел живот, треба да имаме примери на луѓе кои што навистина подолг временски период ќе имаат пост-ковид синдром. Не можеме со сигурност исто да го кажеме. Многу има драстично намалување на процентот на луѓе кои што на 12 месеци веќе имаат пост-ковид синдром, некако како таа граница од 12 месеци да се да го прекршува прекршува пост-ковид синдромот и некако после тие 12 месеци драстично да паѓа бројката, доколку најголем дел од пациентите првите 3 месеци чувствуваат пост-ковид симптоми, а останатите во наредните 6 месеци после 12 месеци таа бројка е трократно помала од оние кои што се во претходните две групи. Така да би рекол дека периодот помеѓу 1 и 2 години е периодот кога практично се прави пресек или прочистување на сите оние кои што имаат и би биле исклучеци луѓето кои што би имале долготраен ковид или ковид кој што би траел практично со години со истата симптоматологија, интензитет на симптомите кои што го имале во првите барем 3 до 6 месеци. За уште една значајна тема за која што многу, особено на социјалните медиуми се полемизира, верувам дека сте во тек, тоа се мајмунските сипаници. Дали може да дојдат кај нас, па ако дојдат кај нас колку се страшни, па како се манифестираат и така натаму. Светската здравствена организација во саботата вели вака: мајмунските сипаници не се нови од ковид, тие може да се спречат доколку владите ги контролираат. Во државите во кои што хипотетички би влегле, претпоставам. Точно е дека мајмунските сипаници не се нови од ковид. Се работи за вирусно заболување кое што се пренесува од човек на човек преку допир. Не се работи за респираторно класично вирусно заболување кое што се пренесува на олеснет начин како што е тоа во случајот на ковидот. И многу потешко можеме да гледаме односно многу помалку гледаме позитивни случаи кои се во прашање мајмунските сипаници. Критична е ситуацијата во централноафричките земји, каде што особено во Демократска република Конго гледаме дека има преку 15.000 позитивни случаи и околу 500 случаи од нив се практично починати. Најголемиот дел се деца на возраст до 1 година. Пред се тоа е загрижувачки и тоа е местото на кое што сега цел свет се фокусира. Доколку таму се неутрализира ширењето на таа. Европа. Да, меѓутоа доколку таму се неутрализира ширењето, пошто тоа е базенот на мајмунските сипаници сега во моментот, ќе објасниме и точно зошто овие мајмунски сипаници толку лесно се шират сега во Демократска република Конго. Меѓутоа целиот логистички систем е покренат кон тоа да се обезбеди колку што е можно поголема поддршка токму на овој централен дел на Африка, за таму да се неутрализира можноста за ширење на заразата. Доколку тоа се реши прво и се овозможи доволно вакцини да се достават на терен, доволно терапија да се достави на терен, веројатноста дека пренесувањето на заразата ќе биде драстично помала и нели смртниот број на случаи кои што ги гледаме во централно-африканските земји ќе биде драстично помал. Се работи за две клади или две фамилии на вируси на мајмунските сипаници. Ние до ден денес броиме мајмунски сипаници од онаа кладата која што ја видовме во 2022 година. Се сеќавате дека уште тогаш беа пријавени случаи на мајмунски сипаници. Ако ви кажам дека од тој период 2022 до денес имаме
преку 30.000 регистрирани случаи. Ако ја земете Велика Британија како пример, ќе видите дека во текот на секој месец пријавуваат од таа клада помеѓу 20 до 30, можеби и 50 случаи понекогаш. Секој месец. Тоа значи дека мајмунските сипаници беа присутни во изминатиот период и таа клада 2 се уште е присутна помеѓу популацијата во светот. Таму е многу поголема бројката од онаа што ја гледаме сега од оваа клада 1. Меѓутоа, ова не загрижува, затоа што, како што кажав, многу полесно се пренесува. Можноста за неизиното ширење е многу поверојатна и смртноста е зголемена на 4%, нешто што не го гледавме кај претходното семејство на вируси од мајмунски сипаници. Затоа и Светската здравствена организација прогласи итност од глобален карактер, која што се однесува токму на ширењето на мајмунските сипаници. А ако тие велат дека може да се контролираат мајмунските сипаници од владата во која што ќе влезат држава, кај нас ќе можеме ние да ги контролираме ако имаме случај? Ние имавме еден... Или многу лесно од еден ќе станат 5 и така натаму? Ние имавме еден суспектен случај 2022 година, доколку се сеќавате во Кичево, суспектен, кој што подоцна кога се тестираше, се докажа дека е негативен. Значи, се работи уште еднаш, како кажам, за исклучително редок број на случаи, кои што доколку навремено ги диагностицирате, ги лоцирате контактите кои што веќе, односно направите трейсинг на сите контакти кои што биле поврзани со тој суспектен пациент, ги изолирате, веројатноста за ширење на заразата е минимална, затоа што кажав, потребно е да има допир со контаминирана површина, дали е тоа тело со тело, рака со рака или сериозна контаминација на одредена површина, за да може да се пренесат мајмунските сипаници, вклучувајќи ги овие кои што се полесно преносливи. Ако се направи, како што кажав уште еднаш, квалитетен епидемиолошки надзор и профил на целокупниот број на контакти, тогаш веројатноста за ширењето на мајмунските сипаници е минимална. Смирува ова. Се надевам дека во таква ситуација, дека ќе успееме да го реализираме се ова што кажавте, па да ја држиме состојбата под контрола. Споменавте вакцини, тоа значи дека во таква ситуација ќе се препарачаат и вакцини, предпоставам. Вакцините кои што се однесуваат за мајмунски сипаници. Ги споменавте дека се обидуваат да се обезбедат. Така е. Не, кај нас нема да се обезбедат. Зборуваме за Генерално сега практично секоја вакцина која што е достапна во светот се гледа да се испрати во централно-африканските земји за да од таму се неутрализира заразата. Меѓутоа, да, вакцините се достапни и тоа се одскоро. Достапни се работи за ако се вакцините кои што се исклучително квалитетни, се работи за вакцина која што има атенуиран материјал со цел да се создаде имунитет кон мајмунските сипаници. Меѓутоа, како што кажав, ние сме далеку од централно-африканските републики во кои што е далеку од попотребна вакцината отколку што тоа е сега кај нас или било каде во Европа, вклучувајќи и Шведска. Кога за вакцините, да, на докторе, веќе не сме далеку од никаде. Отворени се границите одамна, се патува, што е убаво, што е добро, но пред се треба да бидеме внимателни. Се разбира. Тоа е и секогаш основната препорака на Комисијата за заразни болести, дека треба да ги применуваме превентивните мерки максимално со цел навистина да го минимизираме ово било каква можност за зараза. Благодарам за издвоеното време и благодарам што денеска бевте да ни одговорите на многобројните прашања, иако верувам дека и нареден период многу ќе се зборува, особено се активни граѓаните на социјалните мрежи, но вие сте тука да даете одговор. Секако, се надевам дека наскоро ќе видиме паѓање на бројките и на ковидот. Гледаме дека притузисот веќе драстично се намали, барем во последната недела, некако за повеќе од 70% чинам. Така да се надевам дека ќе имаме што помалку теми за разговарање кога се во прашање за заразните болести. Добро, следното гостување ќе ни биде и на друга тема со оглед вашата нова функција, така што имаме простор за гостување. Благодарам за денеска. Благодарам.